Беше тоа на 29 март 1919 година, кога е формиран фудбалскиот клуб Љуботен и официјално признат како 22 најстар фудбалски клуб на светот. Фудбалскиот клуб Љуботен бил формиран од група тетовски гимназијалци. На 29 март 1942 година во Скопје се одигра фудбалски натпревар пред 5000 гледачи помеѓу Македонија и Левски, каде Македонија победи со 2:0. Беше тоа на 29 март 1944 година, кога е роден Разме Комбаровски, македонски поет, романсиер и преведувач. Завршил филолошки факултет во Скопје. Во 1980 година магистрирал на Факултетот за политички науки во Загреб. Заедно со Дурацовска е основач на мултимедијалното списание за литература и уметност Форма. Работи како секретар на меѓународната поетска манифестација Струшки вечери на поезијата, член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1987 година. На 29 март 1967 година, со одлука на Собранието на Општина Крушево се основани научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Беше тоа на 29 март 1989 година, кога Советот на Струшките вечери на поезијата го прогласи австралискиот поет Томас Шапкот за добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата за 1989 година. На 29 март 1997 година во Луксембург, Република Македонија и Европската Унија ја потпишале спогодбата за соработка. Беше тоа на 29 март 1998 година, кога е роден Давор Здравковски, кој бил дел од младинската екипа на Македонија Ѓорче Петров, а во летото 2015 го забележал својот прв настап за првиот тим на клуб во втората македонска фудбалска лига. Во август 2017 година тој подпишал 3-годишен договор со кипарскиот прволигаш АЛ Лимасол. 2 месеци подоцна, на 26 октомври 2017 година, тој го забележал својот прв настап за клубот, влегувајќи од клупата на надпреварот од првата кипарска лига против Олимпијакос Никозија. На 5 февруари 2021 година Здравковски го постигнал својот прв гол за својот клуб во победата од 1:0 над Пафос. Здравковски се приклучил на шкотскиот прволигаш Мадервел во јули 2023 година.